Oni su mi spremni. Ne, evo i oni su teraz počeli. Thank you very much for joining today's meeting. We start from Kurjari village. So we Japanese expats just came back after 1.5 years. We have some have to stay in Japan because of COVID pandemic. Експерти в Японија кои што работевме на проектот моравме година и нешто да останеме во Јапонија заради состојбата со COVID ситуацијата што беше и еве сега повторно се случи. But because of your participation of our activities, some activities like plantation and conservation activities has been progressed during this time. Меѓутоа сепак вие бевте дел да се носите на проектот, посебно во делот на починувањето и заштитните мерки кои што беа до сега имплементирани на двете локации. So sincerely, I want to express my appreciation for your activities, participation. Искрено сакам да ја изразам нашата благодарност за вашето учество во досегашните случаи. Okay. So then, may I have his Stefko-san first? Okay. Во континуитет на оние активности со проектот што ги имавме минатата година, вие сигурно повеќе од вас знаете дека тука имавме повеќе постаноци и ги објаснивме кои се целите на проектот на двете локации. Главно, значи, овие активности кои што тука ги спроведуваме се заради заштита на Радовиш и околината од поројни поплави кои често се случуваат после интензивни врнежи од дожд. Овие активности подразбираат, значи, неколку сетови активности со изградба на мали градежни интервенции за инсталација на мали препреки и брани, кои што понатаму имаат за цел да го стабилизираат поројното подрачје и исто така пошумување на две локации, значи вкупно некаде 7 до 8 хектари површина. Пошумувањето е завршено. Минатата година, односно 5 година и пол, ние разговаравме со вас тука во повеќе наврати за потребата од ваша соработка, посебно во делот на заштита на оние подрачја каде што имаме пошумено млади садници. Знаеме дека околината на вашето село имаме и сточари и стока се напасува во тој дел. За заштита и да ви помогнеме во тој дел, локациите се оградени со жица. За тој сегмент имавме одредени мали недоразбирања со одредени ваши поселани каде што имаше направена мала штета и во тој сегмент се надевам дека сето тоа веќе е надминато. Она што е до сега инвестирано од проектот, очекуваме, значи, понатаму од ваша страна во целот на обезбедување на одржливост да имаме доволна соработка, бидејќи сето тоа во годините кои ќе се следуваат ќе биде од ваш интерес и пред се за интерес на градот Радовиш, бидејќи на тој начин го заштитуваме самиот град Радовиш од поројните поплави кои што во наредните години би се случувале на ова подрачје. Заради тоа уште еднаш би сакале како проект да апелираме до вас сето тоа што е инвестирано од проектот да го имате, значи, како да го чувате како ваша околина понатамо со цел да помогнеме и на животната средина околу село Коџелија, меѓутоа и да ги превенираме потенцијалните поплави во иднина за градот Радовиш. Заради тоа денес со нас го имаме и директора на Центарот за управување со кризи, господин Стојан Ангелов, кој што не удостои со неговото присуство. Денеска и јас би сакал да го замолам во име на проектот и во име на Центарот за управување со кризи да се обрати према вас. Хвала ти, Стефко, најпро да ви се заблагодарам за одвоеното време. Вие подобро сте запознати од мене со овој проект. Овој проект е многу важен за градот. Уште поважно е тоа што ни помага на нас како држава да соработуваме со Јапонија. Знаете дека Јапонија е една од најмокните држави во светот. Тоа што Јапонија со ваков проект влегува овде, вие сте на еден начин почестени и ние треба да помогнеме овој проект да заживее, да не правиме штети. Од оние информации кои што ги имам од страна на еден или двајца од вашето село, постојано се прават одредени штети. Треба од моје име, од име на гостите од странство, да ги замолете и да кажете дека тоа не е добро. Она што ми го кажа Стефко, дека вие сите соработувате и дека со вас може слободно да се разговара. Значи, правењето штета може да предизвика голема штета за нас како држава, бидејќи ова е меѓународен проект.
Ако предизвика щета како држава, тогаш може малку повеќе полицијата да преземе малку по-сериозни мерки и да дое полиција од Скопје и да имаме непријатности. Вие овде си живеете цел живот, вашите предци живееле тука и би било неубаво на таков начин, зборам за тие неколку луѓе. Затоа со муаве да се разбереме соарно. И ако имате нешто кај што можеме ние да ви помогнеме, како Центар за управување со кризи или нашите соработници од Јапонија, слободно ќе кажете. Стефко е цело време овде, значи исто околу ова вашата околина тука кај што живеете. Стефко, друго нешто? Евентуално ако имате нешто ние да прашате. Некој ако сака чисто да поразговараме, јас сум народен човек, не сум од тие директорите со костуми што не зборат. Значи, вие тока слабо чувате се. Што три души имам сега? И од што највише работите, од што живеете? Тутун? А пространство имате ли луѓе? Нема. Добро, не е тука височко за тутун. Раѓа ли убаво? А цената како е на тутунов? 6 дена вајго, не слуша до телевизијата. Тоа 60 денаровото и ја не сум садил тутун, садил сум како дете. 6 дена, 4 Тоа сега помалку од порано. Полошо е. Од ова е полошен. Нема ви. Како ние некако да ви помогнеме да искористиме некој проект тука да донесеме, од што може вие да имате фајда? Да има нешто фабрика, тука има човек што ќе работи, ама Некако. друго не ни Добре, јас сакам народски, јас сум човек стварно од народ, остите тоа. Знам како говориш, Ако сте ме гледале говориш да ние да разберам, полека кажуваш, ама Абе, гледай сега, лесно ние, како ќе дојдат они од Скопје тука, јас сам од Штип по потекло. Од Штип сам израснат по рибиштата. Што они дојдат тука ќе ви кажат на вас и ќе сидат, ама нека дојдат тука да видат како е. Ама тука мора некој договор да направиме, некој компромис што викат. Сега ли го садете тутунот? Тие дождовите добри сили прават калм. нема дошли. Не ли заврна? Малко е тоа. Скопје вчера заврна. Значи е сушна годината. Нема дека има. Со вода одем. Стевко, како да направиме еден проект, тука нешто на селото да се помогне на луѓето. Да донесеме еден проект, ова е голем шеф од Центарот за управување со кризи. И за проекти е главен и има добри идеи. Треба и вие нешто се потражите надвор од ово што го работите. Ние тражаме, ама кој ќе помагат. Лаже тоа не. Ама ова не е политична. Не викам човеко политичар. Политичарите лажат, подлагат за избори, ве лажат. Фала ви на разбирањето, ај да не ви одзема многу време. Инака директор минатиот пат ние разговаравме, значи главните проблеми што ги мачат овде е патот од Радовиш до самото село. Сакате да се прошире? Да. Пато е много лошо. Не ли ги беше? Пато е како. Јас сам изненаден колку е селото. Селото е многу големо, колку народ има. Ај, другите Доле 150 има тука, 150 кукери, доле ани тоа што Колку луѓе има? Сите куки пуни се. најбледе село, Нема иселење, Нема. ама кај градот бегат Бегат некој. 150 куќи по 4-5 луѓе. Значи стотини луѓе има село. Тоа е многу народ. Повеќе има сега. Сега ја не сум у кампања, не сум политичар да ви обеќам пат. Ама ќе Знам, ние правим така мамет. Ако? Не дојдам тај степено. Колку години си? 73. Па ти си млад бе. Мајка ми е 73 години. 48 родесен. Не знам ние од дека викаше. Те гледаш они од Момаски бе од тема. Калапетовци. После Кошево. Значи во рамките на проектните активности ова година беше реализирана северна локација. Конкретно оградена е вкупна должина од 1600 метри со транспарентна ограда, користени се материјали кои што се од дрво за држење на оградата. Самата зона е поделена на неколку делови. Купна површина е 8,7 хектари. Ќе дојдеш на. Така. Во деловите 4, 5 и 7 се посадени дат, садник, купно, значи зафаќаат 2 хектари, во површината 8-11 се посадени садници стрмбор, исто така фаќаат 2 хектари и во површини 10 и 12 се посадени садници јасен од расадникот
Николе, значи вкупна површина од 6 хектари или според предвидените бројки се посадени 15.000 садници. Со проектните активности ќе се продолжи и после, значи ќе се изврши терасирање во деловите кај што има голем наклон и почетни режимни појави и ќе се изработат заштитни прегради како на јужната локација со завијање. Сега имате ли представа ова каде е или джабе ви ја покажуват оваа карта? Другарска. Кажи го бе. Не знаеш што се гледа. Бе, ми си имам да ви керне. Не слушаа ова што се кажа. Он полека зборен е како мене, ја викам. Јас, Полека зборен. јас, откусто девејчето се разбирам, ама слабо слушам. Како така слабо слушаш на 73 години? Добре, што пуцаш. Супер си. Сега како се вика местово локално? Тој dol или предел? Gösterlesinler o şeyler orada. Hangi bayır diyorsunuz be? По катастарски основи, буквално овој дел се вика Врчач. Вие како го викате тоа место? Знаете ли кој е место? Како Вршач. Yukarıda diyor, sen şeye ne diyorlar be? За место има вика, кое место вика? Това е северната локација, значи моментално таа што се работи. Ова е филтерниот објект на Плаваја. Акгöz tarlası. Акгёс. Да. А они си го викаат локално турски. Бело око, да направим, значи бело око. Бело око, а? Бело око, така. Се гледа дека многу садат тутун. Многу скелинг. живеат само од тутун, само 3 семејства имале стока. Затоа е тешко да ги мотивираме, сите се моторџи, види. Само со тоа се оди. Доле ќе ги видиме кај се проблемите на овие проекти. Ова е метеоролошка станица. И долго да. Овие се локални поројници, ние практично интервенираме на локалните поројници кои што се големи. Па она горе тоа е антените кои што се Тие се од таа страна веќе таму е премна Гинско подобро. Само ние сме таму на соларно. Значи овие на низ водоводот. А од каде доаѓа водоводот? Од горе планина. Ама тука им е пупна паница и ја пречистува. Е, гледате остатоците како е сечено. Да се гледа како се. Ерозија надоле однесено е свлечишта. Не класични свлечишта, него мигаш. Ова и таква си е земјата. А тоа е све на шумско земјиште, категорија. Шумениот дел од кај почнува сега? Шумениот дел почнува вдолж на оградата. Таму има една зона, тоа е дел 4, продолжува надолу дел 5. Не се гледа од ова страна е дел 7. Овде има даб посадено, 6 хектара. Од таа страна на аголот, Чеки садниците уште не се гледат, мали се скроз. Мали се, многу се мали. Таму на лице место може да ги видиш. Да, пред колку време се посадени? Ова зима, ноември-декември период. Таз за септем. Таза од Сакам да ги видам ја. Видиме од таа страна, многу убаво се вида, таму ги има. Карши 8 и 10, по купно пак 2 хектара, таму има црнбор и долу. Please tell us for the project something from your view, from Japanese view. Okay. My name is Toru Inada. I'm the expert chief technical advisor for JICA project Eco-DRR in Macedonia. Моето име е Тору Инада, јас сум главен технички советник на JICA проектот за екобазирани решенија за намалување на ризици од катастрофи, поддржан од JICA. Okay, so I'm now standing one of our project site, Radovish, with project director, Mr. Angelov.
Стојанче Ангелов. Стојанче Ангелов. Сега се наоѓаме пред една од локациите на северниот дел од Радовиш, заедно со директорот на Центарот за управување со кризи, господин Стојанче Ангелов. In Radovish, since we started project 2017, we made a plan to make conservation activities. Во Радовиш, со започнувањето на проектот во 2017 година, ние направивме посебен план за активностите за заштита со кои што започнавме со имплементација. So we are planting some tree species like oak, ash and black pines. Значи, ние со нашите активности пошумуваме со одредени видови како што се даб, јасен и црн бор. So they are already planted since last autumn until this spring. Значи, поголемиот дел од нив се што туку засадени минатата есен и почетокот на оваа пролет. And we are planning also a small check dam to stop the erosion part of this valley. Исто така, значи, во нашиот план на активности е инсталирање, односно поставување на мали преградни брани со цел да се запре јаките ерозивни процеси кои што се тука присутни на оваа локација. So in the combination of plantation and then check dams, we are trying to stop erosion of this soil. И понатаму во комбинација со двете мерки, со преградните брани и со пошумувањето на подолг период, очекуваме значи стабилизација на оваа локација позади нас во ерозивните процеси. Okay. Thank you very much for your statement. Голема благодарност до владата на Јапонија, затоа што во соработка со нивната Агенција за меѓународна соработка, ние како Центар за управување со кризи, заедно со нив сме носители на овој извореден проект со кој што се пошумува ова голо земјиште каде што шумата е деградирана, односно исечена од локалното население, и сега бидејќи местото е соголено, поруните дождови кои што често паѓаат на оваа надморска височина, овде околу 1000 метри надморска височина, со голема брзина се спуштат кон локалните реки и влегуваат во градот Радовиш, при тоа прават одредени штети затоа што со себе носат песок, земја, кал, камења и го загрозуваат и животот на граѓаните, создаваат понекогаш и поплави. На овој начин, како што кажи господинот представник на јапонската влада, ние можеме да забележиме дека после неколку години овие мали садници кои што сега не се гледат од оваа далечина, со нивниот раст ќе ги спречат последиците на порујните дождови. Ова место ќе биде пошумено, не голо како сега, но овде можеме да научиме од нив и нешто што кај нас помалку недостасува, а тоа е системската грижа за садниците, бидејќи пред да бидат посадени садниците, најпрво местото е оградено, за да не може локалната стока, која што ја напасуваат селаните од ова подрачје, да влегува помеѓу младите садници и истите да бидат уништувани од страна на стоката. Но при тоа се среќаваме со проблеми, бидејќи дел од локалното население, односно неколку несовесни поединци, често знаат да ја урнат оградата и да дозволат влез на стоката внатре, а со тоа да бидат загрозени садниците кои што се насадени оваа сезона. За тоа повеќе ќе ви каже представникот на македонски шуми. Благодарам, директоре. Во рамки на северната локација на Коџалија, преку Еко ДРР проектот, изминатиот ноември и декември се посадени вкупно 6 хектари површина со 15.000 садници, кои што се поделени во 3 групи: јасен, црнбор и даб. Да. Благодари. Вода нема овие, кој би задржувала, таа вода ќе циркулира, ќе кружи тука, ќе испарува, ќе врне. Дренажата на почвата е друга. Рачунајте 100 капки вода, они така го објаснуваат. 100 капки, 70 стануваат тука, 30 паѓаат, а сега од 100 сите 100 бегаат надолу. Да, штом 70% оди надолу, многу голема бројка. Затоа се прави комбинација од видовите, не е само еден вид. Има видови со јак коренов систем, има дабот меѓу нив, јасенот, борот е висока вегетација.
стара технология. Триаголи, 2 метра разпорни, 2 сервага. Природен по изохипс, води брзо маркирање. Би требало се една иста надморска. На секоја седмица. Значи они буквално отварат карта. И евиденција. После одредено време доаѓа, ја проверува висина, ова тоа, дали добро се развива и кој прави се вишини, и пренеса до начин на нашите колеги од шуми, како треба да се прави мониторинг, после точно од прво до второ година, што да се следи, кои параметри, како параметри, да се води запушеното подрачје, се прави ова на почвата, пример се проверува колку безпоследно. Колку дрвци има туку од прилика на ова подржје, вакви зелени? Бор колку е? 2500? 5000. 5000 Да, 5000. бор, 5000 дат и 5000 јасен. This is very young caterpillar. young one? Yes, this is it's still metamorphosing now, and it will be Oh, like will this. be like butterfly. But this is the So, line. Wow, long, so get long. Yes, they are making a long thousands. thousands and thousands, and they're firstly they are nesting into the root, and in February they are going up to the trees where they are making So the planting silk nest. just So they are not warm vertical, it's, inside. They are able to grow. They are able to eat, feed, and they are safe. имавме добра поддршка од општината, секојаш сите активности беа поддржани од градоначалник и од совет, значи едногласно се донесувани одлуки. Чисто организација. Тоа завршиме овде. Дува ветер. Директоре, се надевам дека не беше напорно. Не. Меѓутоа, вие сте прв директор што вака го испешачил цел терен, локацијава со нас на терен. Ви благодарам за денеска. Се надевам дека нема да биде прв пат, дека ќе продолжиме. Јас уживам во ова, да бидам искрен. Работам и уживам. Nice to meet you. Thank you very much for coming. Се гледаме. Гледам, чекай да не сгазам. Be careful. Брат, чекай, стварно да не сгазам. Да не сгазам.